Нови ветувања за преговори, но без основа. По Европската комисија денеска и евроамбасадорот Дейвид Гир изрази надеж дека до крајот на годината ќе се одржи првата меѓувладина конференција, со што практично би се означил почетокот на преговорите на Македонија со Унијата. Но не објасни на што ги темели овие оптимистички најави ако се има предвид дека бугарското вето засега останува зацементирано во Брисел, а во преговорите меѓу Скопје и Софија нема никакви поместувања. Европската комисија е решена да го истурка овој процес, да се надминат потешкотиите за да се почнат преговорите што поскоро. И на тоа ќе се концентрираме. Се разбира, сега сме во словенечкото председателство и тие ќе заземат лидерска улога тука и тесно соработуваме со нив. И пораката беше дека се вложуваат сите напори за да се постигне оваа цел час поскоро. Тој ги повтори ставовите на Европската комисија од последниот извештај, во кој се вели дека Македонија ги има исполнети условите за преговори, но нема ниту збор за спорот со Бугарија, дека ветото што го испорача Софија останува главна пречка, призна и вице-премиерот Димитров. Во реалноста, мислам дека тој прозорец е крајот на оваа година, самиот почеток на идната. Можеби, ако не се успее со словенечкото председателство, може да има мал простор со следното француско председателство, меѓутоа пак влегуваме во водите на што ако и така натаму. Јасно е дека Европската Унија одлучува со консензус, нас ни требаат 27 земји членки. Тие кажаа да заедно во март минатата година, меѓутоа една, нашиот сосед Бугарија, оневозможува да биде усвоена преговарачката рамка и да биде одржана првата меѓувладина конференција. Вархеј, откако го презентираше извештајот на комисијата, посочи дека е потребна и поголема решеност и од двете земји за да се придвижат напред. Бугарските европратеници Ковачев и Џамбаски пред Вархеј тврдеа дека Македонија ги кршела човековите права, ширела говор на омраза и се уште се држала до политиките на Титовата Југославија. Според Ковачев, Унијата треба да ги започне веднаш преговорите со Албанија, место да ја чекаат Македонија да го реши спорот. Но не е проблем само спорот со источниот сосед. Последниот извештај на комисијата покажува дека Македонија има ограничен напредок во слободата на изразување. Судскиот систем е умерено подготвен за влез во Унијата, исто како и борбата против корупцијата и криминалот. Оценките на комисијата се генерално позитивни за политичкиот амбиент, но не се регистрирани сериозни подобрувања. Во врска пак со условите во затворите, од Македонија се бара да ги подобри, но и да ги зајакне алтернативите за затворски казни.